Нови модели за гимназиско и стручно образование, воведување на едносменска работа и реформиран концепт на државната матура. Ова се само дел од реформите кои се дел од новата стратегија за образование, која ќе почне да се применува од 2026 до 2032 година, а чиј нацрт денеска беше представен во владата. Министерката за образование Весна Јаневска кажа дека представувањето на нацрт текстот од стратегијата не е радикален присврт, туку на дополнување на досегашните политики. Особен фокус ставаме на развој на нови програми за предучилишно образование, инклузија во основното и средното образование, инфраструктура каде клучен момент е оптимизацијата на училишната мрежа и воведување на едносменска работа. Следува примена на нова концепција за гимназиско и за стручно образование, нов модел на државна матура. Целта е, како што кажа Јаневска, модернизација на наставните програми и подобрување на позициите на нашите универзитети на Шангајската листа. Посветуваме многу внимание на квалитетот на образованието, на процесот на поучување, на наставниците како чинители во тој дел, во високото образование, конечно солидна регулатива која ќе овозможи подобрување на квалитетот и покачување на нашите универзитети на Шангајската листа неколку места нагоре. Новата стратегија за образованието се очекува во текот на утрешниот ден да се постави и на единствениот национален електронски регистар на прописи, со цел пошироката јавност да може да учествува во креирањето и усвојувањето на финалниот стратешки документ, со кој ќе продолжи развојот на националниот образовен систем.